Благодарам. Па боли кога некој ќе ве соочи со аргументите, затоа бегате и од избори. Зато што ова сега што ви го кажа колешката и што ве соочи со вистината, не е ни една стотинка од тоа што ќе го добиете од народот на избори. Прво тоа, а веднаш после тоа ќе видите кога ќе се ослободат оние институции од вашите партиски апарати, кои што сега на квоци ви ги бркаат оние кои што не се тука, како еден по еден ќе се редите во судовите и ќе си одговарате за она што ја го направивте на оваа држава. Јас сум последен говорник за законот за работни односи, во кој што вие од СДСМ успеавте да покажете всушност какви лицемери сте. Не можам да се изначудам на хипокризијата, на лицемерието, на полтронството, на мизеријата која што ја проследив тука во изминатите неколку денови. Не можам да се изначудам да гледам луѓе во своите средни години, кои што имаат кариери, кои што имаат семејства, како за една плата, мизерно и бедно, доаѓаат тука и си го валкаат собственото име, за да бранат некого кој што не е ни тука во просторијата. Свртете се лево и погледнете колкава ви е мизеријата. Тој што ве натера да седите тука и да ги трпите критиките на тие што се подпишале на законите, го нема тука. А знаете ли зашто? Зато што вие одбравте да слугувате и да седите во скутот на едни бандити од Мала Речица, на едни криминалци, кои што ќе ве вратат 137 години назад. И ова што ви го кажавме денеска сите ние, не го кажуваме како пратеници или како дел од ВМРО ДПМН. Ви го кажа ССМ, ви го кажа КСЗ, ви го кажа УПОС, ви го кажа Европската конфедерација на синдикати, ви го кажа Светската конфедерација на синдикати. И знаете ли што бре, вие неразбрани трговци кои што тргувате со се само за личен профит. Вие не можете на тој режим за кој што 11 години врескавте со ваквите постапки, можете само да му позавидите. А знаете ли зашто? Зато што во тој режим за кој што вашите најистурени шарени револуционери сега се кајат по социјалните мрежи, еден од нив ви беше и министер за надворешни работи, имаше демократија, имаше, би кажал, и работни односи, имаше и права на работниците, како што сега вие со овој закон само можете едноставно кажано да ги нацртате, затоа што не можете не да го замислите тоа што се случуваше тогаш, сега вие да го направите. И со оглед дека вие ццкате, ова што вие како министер, ова што вие сега им го правите на работниците, 6-дневна работна недела, 12 часа во неделата, 72 часа, почитувани синдикати, почитувани граѓани, имаат име и презиме. Тоа е Јована Тренчевска. Тука седи Јована Тренчевска, Димитар Ковачевски и Артан Груби. Реагиравте на секаков можен начин. Поднесовте представки на секаков можен начин. Сакавте да го спречите ова. Овие тука, овие имиња и презимиња, одбија да ве слушаат и го направија сето она кое што кажуваа дека нема да го прават. Не постои полицемерна политичка опција од СДСМ во историјата на Македонија. Едно зборат вчера, друго зборат денеска. И само да ви кажам една работа. Знаете ли кој најмногу го брани овој закон? Дали сте свесни кој најмногу почитува народ да го брани овој закон? Оние кои што се представуваат, кои што земаат плата, нарекувајќи се себе си пратеници во Собранието на Република Македонија, заради кој што пред неколку дена во Собранието имало жолчна расправа со премиерот Димитар Ковачевски, заради кој што си поднели писмена оставка. И вие тоа го знаете, затоа што вие сте присуствувале на тој состанок. А знаете ли зашто не му е ефектуирана постапката? Затоа што тој што има канцеларија еден кат врз нас, му е искинал писмената оставка. Како бре не ви е срам? Ве гледам во очи и тоа ве прашувам. Имате ли елементарно чувство на срам? Свесни ли сте до каде дојдовте? Дали разбирате што и правите на оваа држава? Дали сте свесни, затоа намерно ве прашувам неколку пати во текот на моето говорење, колку станавте бедни и мизерни во очите на народот? Носите закони со европски знаменца, за на некого да му правите профит, и од тоа ништо нема да ви испере. Кога ќе излезете сега нареден пат рамо до рамо, наместо да спомнувате Скопје 2014, да ги спомнувате Груевски или политички актери кои што 8 години не се активни во државата, кажете им како слугувате на оние кои што не се тука, а ви даваат насоки на далечинско управување. Кажете им како им се плашите од сенката на бандитите и криминалците. Кажете им како се представувате дека сте проевропски ориентирана опција,
А одбивате тоа што ќе ви го каже амбасадорот и Европската комисија. И зошто? За профит и за пари. Ништо од тоа што ви го кажуваат работниците не сте го испочитувале. Бегате од сите. Ги лажете и за плати. Излегувате со нив за да ги излажете, потоа 2 години им се криете. Никаков економско-социјален диалог во оваа држава не постои. Станавме држава која што ќе експлоатира вработени. Станавте држава која што направи подреденост, условно кажано, на една приватна компанија. Ке внесувате 70% вработени од странство. Сте подпишале договор. Никаде во свет го нема тоа. Само 30% од вработените ќе бидат домицилно вработени. 70% од овие средства ќе се изнесуваат за странство. Станете и кажете им на вработените, зошто покрај оваа 72 часовна недела сте направили уште 2 работи кои што се особено загрижувачки. Кажете им дека за тие кои што ќе дојдат од страна нема да има работна дозвола и дозвола за престој. Кажете им дека сите можни правила ги рушите. Додека дебатираме тука на оваа пленарна комисија во соседната сала до нас, на Комисијата за европски прашања се разговара за суспендирање на Законот за урбанистичко планирање и Законот за градба. И вие веќе ќе му кажувате на некого за правен систем. Лицемери едни. Ова што вие го правите, за кое што вие седите тука и за кое што вие критикувате, некој ќе го наплати. И ве слушам тука, вака било додека вие бевте на власт, онака било додека вие бевте на власт. Еве ќе ви кажам со прости бројки. Штета што тука не е оној кој што го потпишал договорот, Благојче Бочварски, да искочи и да каже ВМРО ДПМН во 11 години почна и заврши над 130 км автопат, од кој што еден ви го оставивме на 50% и тој не можете да го завршите. Знаете ли колку чинеа 130 км автопат вкупно сега со вашите анекси? Под милиарда евра. 2,5 милиарди евра ке кошта 109 км автопат на скоро дупло полесна траса од таа што е трасата на автопатите на ВМРО ДПМН. И вие ли ке кажувате на некого моралисти едни, кој како се однесува или кој како требало да се однесува? Кукавици едни, бегате од сите, бегате од синдикати, бегате од соочување со јавноста, се криете по 10-15 луѓе кружаци со црвени елеци, па народот вика бегајте до улиците, криминалци со црвени елеци кружат. И се плашите да излезете на избори. Ајде да излеземе на избори и да видиме дали овој проект е добар или лош. Ајде да ги соочиме сите овие аргументи со народот. Со истиот народ на кој што вечерва веднаш после завршување на оваа дискусија ќе му наметнете закон со кој што повторно ќе ги направите робови и ќе ги експлоатирате вработените на трасите. И исто за све ќе не знаете со вашите медиумски апаратури кога луѓе ќе ни гинат на трасите. Ова ли е грижата за работниците? Вака ли е таа неработна недела што никогаш досега ја немало? Вака ли ќе се подобруваат условите на работниците? Но ако нешто навистина ете ми се допаѓа, тоа е следново. Ова е закон кој што пред да биде донесен, до овој момент сега, не чини нас 53 милиони евра. И плюс, заради тоа што го носиме сега, плюс 900.000 евра секој месец за завршување на проектот, кој заради тоа што не го донесовме, се пролонгира рокот за уште 6 месеци. Еден ден, а тој ден ќе дојде многу скоро. И ова ви го кажувам. И ова не е никаква закана, ова е само предупредување. Затоа што некој во таа партија ве сили да мислите дека нема да ве допре раката на правдата. Сите до еден, тие што го подпишале и тие што го туркаат низ собранието на брза лента овој коридор, ќе видите дека ќе завршите пред лицето на правдата и ќе одговарате. Затоа што оваа плячка, што ќе биде над 2 милиарди евра, пари на народот, и во кој што наредните 5 години ќе се одвојуваат по 250 милиони евра од буџетот, за некој да ги краде, ќе има одговорност. И за тоа да бидете сигурни. Ќе видите како истите оние кои што ги редевте по судовите, ќе дојде ред да ви ги пишуваат обвиненијата и да ве судат. Затоа што за ваков криминал не ме интересира ниту мене, ниту народот. Дали некој е дуи, дали бил 20 години на власт, или дали некој помогнал вменување на уставно име, или не знам какви услуги кои што му ги бара некој центар на моќ. За ова ќе има одговорност и другари, така ќе си одговарате што нема да ви текне нареден пат да си фаќате работа со оној кој што граѓаните го нарекуваат ѓавол, а кој со ѓаволот тикви сади, ѓаволот очи му извади. Благодарам.